Европската унија носи регулатива со која што ќе ги укине квотите за увоз на челик и железо од Македонија, тоест од трети земји, меѓу кои што и Македонија. Македонија 90 и нешто посто од својот извоз во железо го прави во земји на Европска унија. Знаеш дека количината на извоз е околу 700 милиони евра? Од пола милиарда евра кои што Македонија ги има на годишно ниво од извоз на железо, прилив на девизи, ако ги укине Европска унија тие квоти, што правиме тогаш? Тоа се 10.000 вработени. По Макстил, ИГМ, нигде не работи. Плюс девизите ни отидоа. Како мислиш ти дека ќе се живее? Со инат терање? Инат на Европска унија ќе тераш? Ова правило нема да важи за Албанија и за Црна Гора, они ќе почнат да извезуваат железо кое што ние сме го извезувале, ќе го земат нашето место на пазарот, тони ќе ги лапнат парите. И кај е подобро? Кој е попаметен? За 5 години од сега ќе стане Албанија членка на Европска унија. Кога ќе стане Албанија членка на Европска унија, што мислите вие како ќе изгледа тоа? Максимална инфлација, мигранти у Македонија, невработеност, економија у колапс. Кога све ќе колабира, социоекономски, политички, општествено ќе колабираме. И у тој момент Албанија ќе влезе во Европска унија. Што правиме тогаш? Вие мислите дека тогаш Албанија ќе бара чекајте бе стајте ова устав? Не. Тогаш Албанија ќе рече вие албанците ги дискриминирате заради тоа што не го слушате нивниот глас. Они сакаат тоа Европа, ние ги охрабруваме да направат референдум. Албанија е отворена за нив да станат европски граѓани. Ќе направат референдум. Членка на НАТО си и ти и Албанија. Не смееш сила да употребуваш. Демократско право е референдум. Уште ќе викаш добро е, браво. Не е крај на светот. Не е крај на светот. Ама блиску сме. Колку луѓе ќе умрат од мука, од сиромаштија, од негрижа? Колку луѓе треба да умрат со ретки болести затоа што нема за нив пари? Колку треба да се задужиме? Како тоа не е крај? На светот не му е крај. Ама на нормален живот од држава му е крај.